Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на 60 на минути и вие јас имаме право да знаеме вистината. Не чекаат турбулентни, клучни 6 до 12 месеци, кои ќе се определува иднината не само на светот, не само на светската геополитика, туку и на Балканскиот полуостров, вклучително и во Република Македонија, во некое свое финале влегува војната во Украина. Тоа не значи дека ќе заврши утре, тоа не значи дека ќе заврши за 2 или за 3 месеци. Гледате, одредени турбуленции се случуваат или некој сака да испровоцира во Кина и сето тоа ќе има рефлексија на Балканскиот полуостров, посебно во Република Македонија, која е според мене последното невралгично парче на Балканскиот полуостров или невралгична точка на Балканскиот полуостров, и само луѓе кои не разбират политика не може да сватат дека ние на брза пруга, на брзи шини ќе бидеме ставени на патот кон Европската унија. И тие пораки кои сега доаѓаат од Брисел се најмалку куртуазни, бидејќи за тие пораки во најголем дел стои американската администрација. Македонија во најкраток можен рок ќе треба да стане земја членка на Европската унија. Предпоставам до 2030 година може да се очекува Македонија стане членка на Европската унија. Тоа што не сакаше Ангела Меркел да го прифати на ланскиот самит во Блед, кога Јанес Јанша, тогаш премиер на Словенија, бараше од Ангела Меркел да прифати дека земјите од Западен Балкан им се гарантира дека од 2030 година ќе станат членки на Европската унија или некој ќе ги почнат преговорите со Европската унија, Меркел ниту го прифати тоа, ниту сакаше подразно да разговара со тоа, што ќе рече дека посвестум она улога на Ангела Меркел, кој изминатите 20 години како прв човек најмокната европска држава и имаше, вклучително и во Република Македонија, вклучително на Балканскиот полуостров, се покажа како катастрофална. Посебно што ја направи драматично зависна најмокната европска држава од руската нафта и од рускиот газ. Ненси Пелоси е некоја американска верзија на Тала Џафери. Пред еден месец беше во официјална посета на Тајван и тоа беше на некој начин лакмусовата хартија или иницијалната каписла. Иницијалната каписла дојде од еден конфликт помеѓу Кина, Тајван и Соединетите американски држави, а лакмусовата хартија да се види како ќе реагира Кина во некоја таква стани падни ситуација или некоја турбулентна ситуација. И сега пред 10 дена беше во официјална посета на Ерменија. Ерменија која еден или два дена пред официјалната посета на Ненси Пелоси имаше вооружен конфликт со соседниот Азербејџан. Тоа се две постсоветски републики. Зад Азербејџан формално правно секогаш стои Турција, бидејќи Турција секогаш во конфликт со Ерменија. И тој геноцид 1915 година кој е направен, кој е осуден во францускиот парламент, кој е осуден во американскиот парламент, кај што се убиени некаде околу 1 милион ерменци, тоа е нешто или некоја рак рана која секогаш ги печи турците. Затоа уште во времето на Советскиот сојуз и после распаѓањето на Советскиот сојуз, руски војници ја чуваат границата помеѓу Ерменија и помеѓу Турција. Бидејќи Ерменија е клучна, беше клучна и за Советскиот сојуз, беше клучна и за Руската федерација. Некаде пред 4 или 5 години таму се случува одредена шарена револуција, одредена Сорос револуција, Пашињан доаѓа на власт на бранот на таа шарена револуција и Русија почна да игра топло-ладно со Ерменија. Руските пари, руската нафта, рускиот капитал многу подобро комуницира со Азербејџан, која е зона на влијание на Турција, отколку што комуницира со Ерменија. И секогаш во тој конфликт помеѓу Азербејџан и Ерменија, ако до пред 20 или 30 години Русија, Москва или Советскиот сојуз беше на страна на Ерменија, сега Путин и Руската федерација се обидат да водат некоја балансирана политика. За разлика од Турција, која го опремува Азербејџан со најмодерно вооружување, Бајрактари и други вооружени системи, Русија ја опремува Ерменија со застарени вооружени системи, затоа Ерменија ги губи војните последните 2 или 3 години во конфликтите со Азербејџан. Тоа предизвикува знак на прашалник Ерменија дали треба да ја сменат својата стратешка позиција, да почне да преговара со Соединетите американски држави или со Западната алијанса, а да ги прекинат или полека да ги намалат своите односи со Руската федерација. Тоа се случува. Посетата на Ненси Пелоси всушност значи легување во мекиот стомак на Руската федерација во Кавказскиот регион. Кавказскиот регион е всушност регион кој се смета за мек стомак. Хитлер сакаше така да влезе и да ја заобиколи Русија и сите напади врз Русија се водат преку Кавказскиот регион. Тоа е еден невралгичен регион, богат со нафта и сите големи руски маршали, министри за одбрана, вклучително и Дмитрий Азов, кој го прави пучот против Михаил Горбачов, морале барем 1, 2, 3 или 5 години да службуваат во Кавказ, дали во Грузија, дали во Арменија, дали во Азербејџан. Сега Ненси Пелоси после Тајван ја посетува Арменија. Тоа е порака до Москва. Ние сме тука, ние сме подготвени. После Украина
да влеземе во друго подрачје, кое русите го сметат како зона на своје влијание и своје интересирање. Гледате, почитувани гледачи, ако Путин влезе во целата ова операција со Украина, а претходно 1, 2, 3 или 5 години во сите своји јавни настапи, во руски, во западни медиуми, во американски медиуми, на некој начин сентимент или покажуваш одредена сентименталност кон Советскиот сојуз, со одредена скриена порака дека тој е тука за да го возобнови Советскиот сојуз и дека ако најголем предавник во руската историја бил Михаил Горбачов, кој дозволил да се распадне и мокне од Советскиот сојуз некаде 90-91 година, големиот Владимир Путин е тука да исправи таа грешка и да ги исправи грешките и на Сталин и на Ленин, кој дозволија да биде формирана и Казахстан, да биде формирана Украина, да биде формирана Узбекистан, да биде формиран Таџикистан, Киргистан и така натаму, да има 16 советски републики. А тоа, како што вели Дугин и како што вели Владимир Путин, се историска или исконска руска територија. Односно на историска руска територија Сталин, Ленин и останатите комунистички лидери до појавата на Владимир Путин дозволиле тамо да бидат формирани одредени независни држави. Тие независни држави во процесот на растурање на Варшавскиот пакт, во процесот на растурање на комунизмот, се промовира во независни или самостојни држави. Еден поголем дел од тие држави, сега Таџикистан, Киргистан, Казахстан и така натаму, покажуваат нелојалност кон Руската Федерација. И наместо Путин со војната во Украина да го обнови Советскиот сојуз, тој всушност ги растура сите своји односи со поранешните советски републики. Казахстан, на кого им помагаше во февруар да го спречат државниот удар, сега им откажува послушност, не сака да ги признае Донбас, Донецки и Луганск и не сака да се меша во војната во Украина. Лојална му останува само Белорусија. Таџикистан и Киргистан сега се пошкарат. Азербејџан ја користи слабата руска позиција, бидејќи Русија ги повлекува елитните единици од Нагорно Карабах, бидејќи им се потребни на фронтот во Украина и ја напаѓа Арменија. Што ќе рече дека во сите пост-советски републики, наместо да се засилува влијањето на Москва после војната во Украина, се намалува. Зошто? Бидејќи се плашат дека некој моќен Путин, кој има направено 5 или 6 војни во својот мандат, многу повеќе има направено војни Путин во споредба со Сталин кој бил на власт 20 или 30 години, е сериозна закана за нивната безбедност. Знаете, тоа ви се враќа како бумеранг. Отварате војна во Украина, станувате доволно слаб, веќе ни Арменија, ни Азербејџан, ни Таџикистан, ни Киргистан, ни Казахстан не ви се плашат, ви покажуваат нелојалност, не ги почитуваат сугестиите, да не речам наредбите кои им ги давате, и тие земји се осамостојуваат, бидејќи се осамостоиле, а на граница имаат мокната Русија, тогаш е прашање на време кога ќе најдат нов сојузник или нов партнер. Едните тоа ќе го барат во Кина, вторите ќе го барат во Америка. На крајот Владимир Путин ќе остане само со прстот во уста. Гледате, почитувани гледачи, што се случува сега во Украина или околу Украина, спроведени референдуми за припојување на одредени делови на Украина кон Руската Федерација и како вели портпаролот на Кремљ или на Владимир Путин Дмитрий Песков, тамо каде што на тие територии ќе се гранатира од украинска војска или од некоја друга војска, а на референдуми одлучиле да бидат составен дел на Руската Федерација, Русија тие ќе ги смета територии за територија на Руската Федерација и тоа ќе смета како напад на Руската Федерација. Што ќе рече дека ако се нападни после референдумите Луганск, Донецк, Херсон и така натаму Запорожје, кои на референдум би изгласали одредена независност од Украина и приклучување кон Руската Федерација, според зборовите на портпаролот на Кремљ, тоа е руска територија и Русија ќе брани својата територија, вклучително и со тактички нуклеарни боеви глави. Може би да е тоа заплашување, може би да тоа не е заплашување. Ние знаете, суштината на руско-украинскиот конфликт кој влегува некој свое финале е многу подраматичен и наспроти овие мачо-мен закани на Песков, закани на Путин дека тој не блефира и дека е подготвен да искористи тактичка нуклеарна боева глава, во оној момент кога Путин почна да ја користи нафтата и рускиот природен газ како орудие и средство за воени или борбени разврски, тој де факто на мала врата призна дека не е во кондиција и дека не е способен војнички да ја порази Украина. Гледате, излегува Зеленски после најавата за дополнителна мобилизација на околу 300.000 руски граѓани или граѓани на Руската Федерација и почнува да ги чита имињата на луѓето кои ќе бидат дополнително мобилизирани. Што ќе рече дека Зеленски во рација го има списокот на таа дополнителна мобилизација која тежи 300.000 граѓани од Руската Федерација кои треба да дојдат или во овие републики кои прогласуваат независност од Украина и се приклучат кон Руската Федерација или бидат испратени на руско-украинскиот фронт. Знаете,
Тоа Зеленски да сака не може да го направи. Тоа покажа дека Соединетите американски држави и нивните разузнавачки структури се длабоко вкопани, се длабоко присутни не само во одредени министерства на Руската Федерација, туку во највисоките органи на власта, што се вели пипците стигат и до самиот Владимир Путин. Можете ли да предпоставите човек кој потекнува од чинелот на КГБ, кој целата своја кариера ја реализира, ја води, ја спроведува и ја финализира на крајот како агент на КГБ, во каква параноја живее Владимир Путин кога знае дека списоците кои треба да се државна или војна тајна на луѓе кои ќе бидат мобилизирани со таа дополнителна мобилизација испратени во Украина, дека тие веќе наредниот ден се на масата на Зеленски. Тоа е драматично менување на начинот на функционирање, начинот на војување. Велам дека кога русите почнаа со гасот и со нафтата да ги оценуваат европските држави, првенствено Германија, тие покажа дека се немокни војнички да ја поразат Украина, каде што влегуваат огромни количества на оружје од Германија, од Европската унија, од НАТО, Соединетите американски држави. Единствена работа во која може да веруваат да дојде силна зима, во таа силна зима германците да немаат газ, да немаат нафта, и наместо да војуваат со Украина и војнички да ја поразат Украина, која не можат војнички да ја поразат, тоа го покажа изминатите 7 месеци, да ја принудат Германија, да ја фрлат на колена Германија и Берлин, вршејќи притисок врз Украина за да може да го снабдува своето население со електрична енергија, со газ, со нафта и така натаму, да го принуди Зеленски на одреден компромис или одредено решение кое нема да биде поволно за Украина, ќе биде поволно за Путин, и Путин тоа слава добитно да го прикаже кој своја победа во војната со Украина. Се друго не оди на контото на големиот или мачо мен политичарот Владимир Путин. Ајде да објасним, почитувани гледачи, стана збор за многу пари, за огромно количество на пари. Тоа е нафтоводот дружба, која носи руската нафта до делови на Централна, на Средна Европа или делови на Западна Европа. Тамо се снабдуват или преку тој нафтовод се снабдуват најголем дел држави кои немаат излез на море. Тоа е Чешка, тоа е Словачка, тоа е Унгарија или Виктор Орбан, кој е тројанскиот конј на Путин за рушење на единството на Европската унија, меѓутоа и Полска и Сојузна република Германија. Германија и Полска од 5 декември најавува дека ќе имате ембарго на увоз на руска нафта. Значи тие 3,2 милиони тони месечно кои преку нафтоводот дружба се носат на територијата на Западна Европа, веќе русите нема да можат тоа да го испорачуваат. Тие најдоа некаде 1,2, 1,3 милиони тони нафта, која може да испорачуваат во земји во Азија, во Југоисточна Азија или тамо некаде кои гравитираат околу Руската Федерација. Околу 300.000 тони месечно ќе бидат испорачени во Шри-Ланка, некаде околу 200.000 тони ќе бидат испорачени во Куба. Меѓутоа тоа е многу малку за да може да се компензира тој недостиг некаде околу 2,5 милиони тони, кои после 5 декември земјите членки на Европската унија или на Западна или на Средна Европа нема преку нафтовода дружба да ја купат од Руската Федерација. Се обидуваат русите таа нафта да испорачат во Турција, во Индија, делумно во Пакистан и во Кина, меѓутоа прво доаѓаат во ситуација да мора да е намала цената на нафтата, бидејќи зошто Кина или Индија или Пакистан или Турција, ако претходно купувале нафта од Саудиска Арабија, да речеме по 100 барели дневно или по $100 барел, сега би купувале по $120 барел од Руската Федерација. Тие ќе искористат слабоста на Владимир Путин и наместо по $100 ќе му купуват нафта по $50. Што ќе рече ако Путин е продал таа нафта за $120 во Западна Европа, сега ќе треба да ја прода по $50 во Индија или во Кина, бидејќи тоа се држави кои знаат да се ценкат, кои знаат да се пазарат. И втората работа, сите тие држави, Кина, Индија, Турција, Пакистан, веќе има долгорочни договори со Арапските Емирати и со Саудиска Арабија. Тоа се земји кои се сега во партнерски односи со Руската Федерација. Значи Русија ќе треба да влезе во конфликт со Саудиска Арабија, за да може да истисни Саудиска Арабија од Индија, од Кина, од Турција или од Пакистан, каде што имат долгорочни договори за снабдување или купување на саудиска нафта. Што ќе рече дека или ќе мора ептен дампинг цени да ги продава нафтените деривати на Индија и на Кина, кои би ги складирали ако сега немаат потреба и да ги чуваат за некој време кога ќе скокне цената на нафтата на берзите, па тие да ги продават тие резерви на нафта кои ги имат купено сега од Руската Федерација, или Русија да прекини со производство на нафтени деривати. До таму е донесе Русија мудрата политика и долгорочна политика на Владимир Путин. И што ќе прави сега Путин? Па ќе мора да направи одредени тензии во Кина. Бидејќи Кина всушност си заврти грб на Руската Федерација. Знаете, Индија е суперсила во настанување. Индија нема да сака да ги влоши своите односи со Европа, посебно со Велика Британија, поради Руската Федерација. Кина е втората суперсила во моментот
кој исто така нема да сака да ги вложи своите економски, првенствено економски односи со Соединетите американски држави, Европската унија и Велика Британија, посебно што околу Кина се наоѓаат мокни армии, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Тајван. Тие влегуваат помеѓу 10-15 најмокни армии на светот во овој момент и Кина тешко би влегла во некоја војна разврска без сериозни војни штети да го приклучи назад кон кинеската територија Тајван. Бидејќи Тајван до 45-та година, додека јапонската окупација на голем дел на делови на Кина е во составен дел на јапонската империја. Дури после капитулацијата на Јапонија, Тајван станува слободна територија, каде што поразениот генерал Чан Кај-шек, после поразот 1949 година од комунистичката партија или комунистичката армија предводена од Мао Цетунг, се повлекува и таму ја прави државата Тајван. Путин инсистираше Кина да влезе во војна со Соединетите американски држави со Тајван, за да го на некој начин развласти, да го растегне тоа влијание или тој притисок кој сега врз Руската Федерација. Бидејќи ако има војна во Тајван, тогаш притисокот врз Русија за војната во Украина би бил на некој начин диспрезиран. Исто што сака да направи во Република Македонија на Балканскиот полуостров, бидејќи сега во моментот на Путин му одговара да отвори фронтови мали жаришта било каде на територијата на Балканот, на Европа, на светот. Зошто? За да го намали притисокот врз Руската Федерација во војната во Украина. Затоа сека биде драматичен силен притисокот врз Си Џинпинг, кој сака да добие трет мандат, да има доживотен мандат и да биде некоја модерна верзија на Мао Цетунг. Затоа сека случаат одредени конфликти внатре во кинеското комунистичко рводство. Самиот Џинпинг веќе апси одредени своји политички противници, поранешниот министер за финансии, поранешниот заменик министер за внатрешни работи, поради одредена корупција која се мери со некои 70-80 милиони долари или евра. Тоа пред еден или два дена BBC на англиски јазик го објави, кој сака тоа може да го прочита. Меѓутоа ќе биде ставена на најсилно руската структура, проруските сили во кинеската комунистичка партија, посебно во кинеската армија или кинеската војска, бидејќи мора по секоја цена Кина да отвори нов фронт. Каде ќе отвори фронт? Во Тајван. Зошто? За Русија да се спаси во наводници од понижувачката позиција во која сега се наоѓа во Украина. Бидејќи логиката на Путин, ако се отвори војна во Тајван, тогаш еден голем дел, да не речам поголем дел од американското интересирање, оружје, логистика, разузнавачка подршка и така натаму, ќе биде ставена на располагање на Тајван и нема да биде интерес на Украина. Тоа е логиката. Сега по секоја цена, ова што го читате сега, што го гледате или што го се пласира на социјалните мрежи, пуч, има државен удар во Кина и така натаму, тоа е првенствена улога на руските хакери. Тоа што го правија при изборите во Америка за победа на Доналд Трамп, прво против Хилари Клинтон, подоцна против Џо Бајден, сега се прави при изборот или пренајавата на кинескиот конгрес, каде што Џинпинг треба да добие трет мандат, односно да биде доживотен председател, да биде некоја современа реинкарнација на Мао Цетунг. Вакви, овие не се графити, ајде речемо да се некои постерчиња, мини постерчиња по одредени бандери, столбови и така натаму, може да се видат вчера во делови на некои скопски населби. Слика на Гоце Делчев, напишана на македонски јазик. Гоце Делчев рече, што да правиме кога сме бугари, писмо на Гоце до Никола Малишевски, 5 јануари 1899 година. Ова можеше се види во делови на Киселова, да Немаша Варадан, во делови на Ѓорче Петрова, делови на Газибови и така натаму. Брзо беше тоа симното, брзо беше направено. Не велам дека тоа го прави партијата Левица, но го прават луѓе кои се блиски или симпатизери на партијата Левица. И на тој начин всушност Русија сака да влезе во последен обид. Ако не последен, тогаш еден од последните обиди за одредена дестабилизација на Македонија, бидејќи русите сваќаат дека тоа двотретинско мнозинство полека се обезбедува, дека е прашање на време кога тој предлог за влез на бугарите во македонскиот устав ги биде изгласан во македонскиот парламент, дека ВМРО-ДПМН полека губи сила или е под влијание на калето и не може да го испорача тој резултат кој е договорен 2 дена пред конгресот во ВМРО-ДПМН, кога дел од ова Завиша филм групацијата, човекот кој го води профилот фортификација на социјалните мрежи, заедно со Завиша филм групацијата, односно луѓе кои не добија продолжување на безбедносниот сертификат во агенцијата за разузнавање, 2 дена пред конгресот на ВМРО-ДПМН минатата година во 2 Елин имале средба со 2 представници или 2 агенти или 2 шпиони на ГРО. Тоа знае и нашата агенција за национална безбедност, тоа знаете што американски држави, тоа знае и калето. И тамо се преземани одредени обврски кои треба да бидат испорачени. Бидејќи партијата веќе не може да ги испорача тие обврски, гледате како Зоран Заев со притисок или под притисок на Талат Џафери е под притисок на Зоран Заев, него усвојува предлогот на ВМРО-ДПМН за референдум околу
бугарско-македонскиот договор од 2017 година и на тој начин му фрлат гума за спасување на Христијан Мицкоски, што ќе рече дека Зоран Заев до крај ќе инвестира во останување на Христијан Мицкоски на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи му е неопходно Мицкоски да биде на чело на партијата 2024 година, кога Зоран Заев сака да трча на председателските избори. Ќе видиме дали калето и американците му дале зелено светло или не му дале зелено светло на Зоран Заев. Дали Зоран Заев ја свати пораката минатата година дека треба да се повлечи. Дали во меѓувреме нешто е сменето, дадено му е друга порака или тоа го прави на своја рака, ќе покаже времето дали солира, блефира или навистина има договор со американците. Ако солира и блефира, тогаш тоа е лошо на македонската политичка сцена, бидејќи еден кој солираше и блефираше, нешто ветуваше, друго правеше на гулаш 3 пати на ден во Будимпешта. Меѓутоа, на овој начин, со вакви провокации, русите, Руската федерација и руската логистика, разузнавачка логистика на Балканскиот полуостров, сакат повторно да го искористат последното невралгично парче на Балканот, тоа е Македонија, за да можат да предизвикат одредено жариште. Зошто? За да се намали притисокот врз руската позиција во Украина и војната во Украина. Суштината, која мислам дека ја прифаќаат американците, е дека ВМРО-ДПМН како партија, која во времето на Лјупчо Ѓорѓевски тежеше некаде 280, 290 или 305 илјади гласови во врвот на мокта на ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН со некаде 312 илјади гласови и губи изборите од Бранко Црненковски на 15 септември 2002 година. Во времето на Никола Груевски на тие 280-290 илјади тврдокорни гласачи на ВМРО-ДПМН, тврдокорно гласачко тело на ВМРО-ДПМН, кој има едно драматично или многу правилно траектирана своја политичка траекторија, а тоа е блиски односи со Бугарија, антикомунизам, прозападна ориентација и така натаму и така натаму. Никола Груевски на тие 280-290 илјади гласови додава околу 100 илјади гласови кои ние ги дефинираме како антички македонци. Тоа се проруски настроени, не сакат ЕУ, не сакат НАТО, Александар Македонски така натаму и така натаму. И на тие 280 илјади гласови на Лјупчо Ѓорѓевски, Никола Груевски додава уште 100 илјади гласови и ВМРО-ДПМН доаѓа до некоја бројка 380-390 илјади гласови, плюс коалициони партнери Срби, Бошњаци, Роми и така натаму. Груевски доаѓа до бројката 440-450 до 480 илјади гласови. Разликата или рестото го прават одредени воени лица кои биле гласачи на СДСМ или делови на српскиот свет кои биле гласачи на СДСМ, но не се согласуваат со либералната политика на СДСМ во однос на преговорите со Грција, во однос на преговорите со Бугарија и во однос на влезот во НАТО и во Европската унија. Сега и русите тоа го сакаат, а мислам дека тоа им одговара на калето. Тие 100 илјади гласови да станат од контото на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е да биде партија со јасно дефинирана идеологија. Идеологија многу блиска на идеологијата во времето на Лјупчо Ѓорѓевски. Што ќе правиме со овие 100 илјади гласови? Па ќе станат гласачи на левица. Левица треба да тежи помеѓу 12 и 15 пратеници. Тоа е конфликтот помеѓу Христијан Мицкоски и левица, кој ќе контролира овие 100 илјади гласови. И овие антички македонци кои Никола Груевски во тие 10-11 години на своето владење ги донесе на контото на гласови на ВМРО-ДПМН. Ако левица тежи 10 до 12 пратеници, прво станат многу поскапи руските трошоци во Република Македонија, треба да пласирате или треба да инвестирате или треба да финансирате партија со 10 до 12 пратеници, партија која има делови на власта, која не обезбедува многу средства од таа власт што ќе има во одредени структури на државата, затоа треба да бидат финансирани од Руската федерација. Од друга страна, ви имате ВМРО-ДПМН која е исчистена од сите идеолошки премиси, ВМРО-ДПМН која е прозападно ориентирана, која може да еден ден дојде на власт или да биде некој составен дел на некоја широка влада во Република Македонија. Тоа се конфликтите кои сега се случуваат, зад кои стои Руската федерација. Американците ги имат на располагање, ги знаат овие информации и не прават ништо тоа да го спречат, бидејќи тоа има одговора. Зошто? Бидејќи ќе имат и тие контрола преку разни бизнисмени врз функционирањето на Димитар Апасиев и на левица, која треба да биде партија која всушност е антички македонци ќе ги натера да гласа за нив. Тоа е конфликтот. Христијан Мицкоски е проценет како човек кој не може да испорача таа работа. Затоа е почнат процес на менување на Христијан Мицкоски. Дали тоа ќе заврши со Даниела Расовска, дали тоа ќе заврши со Оливер Андонов, дали тоа ќе заврши со Никола Поповски, тоа е небитно. Таму е почнат процес на сменување на Христијан Мицкоски. И тој процес ќе финализира со сменување на Христијан Мицкоски. Прашање на време, на техника, на технологија, како тој процес ќе биде реализиран. Ете, почудни гледачи, вакви пораки јас добивам секојдневно. Мислам дека се тоа пораки кои произлегуваат од некои лажни профили, кои се произлезени од чинелот на таа застава филм групација, кои пласираат вакви пораки по македонски медиуми, по опинион мейкери и по одредени влијателни луѓе или профили на социјалните мрежи.
И таа порака која им беше пратена некаде пред 10 дена, со однесена Тимчо Муцунски, на одредена операција за смена на Христијан Мицкоски, јас ќе ве цитирам таа порака, вела дека операцијата ја водат тројца луѓе, сите со живеалишта во Бардовци во близината на еден на друг, Џулијан Васало, заменик амбасадор на ЕУ, Ерик Мајер, заменик амбасадор на САД и Крис Бренан, директор на ИРИ. Оваа операција почнува да се спроведе од јуни оваа година, после некоја забава во резиденцијата на Васало, кога се договарат да почне да се спроведува целиот тој договор. На забавата бил присуден само еден представник на ВМРО-ДПМН, тој Тимчо Муцунски, а Васало пред да дојде да службува во Македонија како заменик амбасадор на ЕУ, бил заменик амбасадор во Анкара и таму станал голем пријател со таткото на Тимчо Муцунски. Јас малку верувам во вакви работи, меѓутоа ви ги читам за да сватите со каков смет, со каков смут се контаминирани социјалните мрежи. Ниту еден од овие личности не ги познал. Ми не знам дали се функционери тука, дали се присутни во Република Македонија, дали водат ваква операција, дали има живеалишта во Бардовци, дали имало забава кај што бил присутен Тимчо Муцунски, ако бил присутен Тимчо Муцунски, биле присутни и структури од СДСМ. И велам, ова се смутови кои сега, во едно вакво матно време, се пуштат на социјалните мрежи. И треба да обезбеднете, фрлате камче, тоа камче прави одредени концентрични кругови и подоцна вие треба само да ги соберете резултатите на тие концентрични кругови кои се направени со фрлање на тоа камче. Или како велат старите, тоа камче што ќе офрли еден будала не може да го извати 100 паметни луѓе. Тоа е амбиентот кој сега се случува во Република Македонија. Притоа не мислам дека Тимчо Муцунски е толку голем фактор сега во моментот, бидејќи последните 12 до 15 месеци имам чувство дека Тимчо Муцунски од позицијата да му се спротистави на Христијан Мицкоски при евентуално вето или евентуално неизлегување на попис или евентуален бојкот на попис минатата година, Тимчо Муцунски стана најлојален на Христијан Мицкоски. Гледате, околу Тимчо Муцунски се собра целата таа групација на Застава филм, го контаминира, го обкружија, го имаат под контрола. Па неговиот шеф на кабинет е дел на таа Застава филм групација во Република Македонија и тотално го изгуби фокусот Тимчо Муцунски. Покаже дека лаком за пари, покаже дека нема капацитет да може да спроведи расчистување со гревизмот во Република Македонија и човек кој не може да спроведи расчистување со гревизмот во Република Македонија не може да одговара на оваа роља која сега му се дава. Дотолку повеќе имаше информација минатата недела дека поранешниот градоначалник на ВМРО-ДПМН во општина Аеродром Ивица Коневски или комшија Ивица Коневски ќе почни да се занимава со градежен бизнис. Има 16-18 локации за згради, тоа е старата касарна во општина Аеродром, кај што веројатно ќе бидат вклучени Александар Николовски, Ивица Коневски, од позадина, вклучително и Тимчо Муцунски, а од позадина Сашо Мијалков ќе ги влече конците и тоа што го има изгубено со хотел Мериот или со плаќање на тие 35 милиони евра кои ги плати на Вилма Русковска со договорот или аранжманот со Вилма Русковска за да може да служи во оној затвор во Охрид или во Струга само да преспива таму, кај што дава 35 милиони и ослободено случајот Империја. Во меѓувреме се води случај Империја 2, тоа го имаше најавено уште Джес Бейли пред неговото заминување, а Империја 2 се однесува на кршење на санкциите кон Руската Федерација накаде крајот на мандатот на Никола Груевски. Таа структура сега ќе гради згради. Можете да претпоставите со 18 згради кои треба да се градат на тие локации, дали ќе се менат дупот или веќе сменет, јас немам информација, меѓутоа структурата на Коневски, структурата на Александар Николовски, структурата на Тимчо Муцунски и од позадина Сашо Мијалков ќе прават големи пари. Затоа велам, овие луѓе немаат капацитет да расчистат со гревизмот. Веројатно ќе се бара ново дете. Кој ќе биде тоа ново дете? Дете или девојче, ќе покаже времето. И во целиот овој процес бе вклучен Никола Груевски. Некаде крајот на август доаѓаат првите информации или првичните информации дека Никола Груевски по сугестија, со фаворизирање на одредени европски премиери, со десна профилјација или десна ориентација, првенствено Виктор Орбан, а во еден временски период и Емануел Макрон го има прифатено тој модел, Никола Груевски да биде амнестиран, да биде рехабилитиран, евентуално да биде вратен во Република Македонија, но да биде вклучен во процес на обезбедување на двотретинско мнозинство за гласање на уставните измени кои треба да значат почеток на преговори на Македонија со Европската унија. Во еден период Груевски прифатил, во еден период сметал дека тоа не може да биде реализирано. Во последен момент вето на целиот тој процес или на целиот тој проект става Олаф Шолц. Ако беше во Германија на власт Ангела Меркел, да бидете сигурни дека ќе беше веќе амнестиран Никола Груевски, ќе беше вратен во некој Радовиш или во некој Пехчево, ќе му беше дадено да води некаков бизнис и да обезбеди 6 или 8 пратеници
за промена на уставот во Република Македонија. Олаф Шолц во последен момент го спречува или става вето на тој проект, бидејќи смета дека тие припаѓаат на десната политичка ориентација, дека тој е лидерот на левата политичка ориентација во рамки на Европската унија, дека нема што тој да се меша или да се занимава со одредени партии со десна политичка профилиација, и дека тоа не е во сегментот на неговото политичко интересирање. Толку повеќе што тој бара сега Александар Вучич тие 20-30 милиарди евра кои Ангела Меркел му ги имаше ставено на располагање за купување на социјален мир, да му бидат вратени. Бидејќи сега Германија има проблем со пари, има проблем со кредити, и тие 20-30 милиарди евра кои јавно или тајно му беа ставени на Александар Вучич на располагање да глуми Јосип Брос Тите тука на Балканскиот полуостров во времето на Ангела Меркел, сега Олаф Шолц се ги враќа или си ги бара назад. Тоа е битката која сега се води. Никола Груевски беше вклучен во целата таа работа, бидејќи првично доаѓаат од Виктор Орбан преку Верхелј, неговиот еврокомесар за проширување на Европската унија, дека е срамота премиер на одредена држава која ќе стане земја членка на ЕУ, а веќе е земја членка на НАТО, да биде во политички асил. Дека треба да се најде одреден компромис, дека тој компромис треба да биде реализиран, делови од СДСМ се согласиле со тој компромис, ако Никола Груевски обезбеди 6 или 8 пратеника, или ако се влезе во одреден процес на растурање на ВМРО-ДПМН на владела, и во последен момент целиот тој проект е закочен или е ставен на дакти или ставен под маса. Што не значи дека нема да се реализира. Знаете, и кога дојдете да ми кажувате кога ќе се врати Никола Груевски на Белкоње, нема се врати Никола Груевски на Белкоње. Никола Груевски ќе се врати на два начини во Република Македонија. Или спакуван во килим, во некој ГП како што ја напушти Република Македонија, или во некаков договор, ако преовладува струјата на Емануел Макрон или на Виктор Орбан, да биде вратен како дел на некој процес на амнестија кај што Груевски ќе обезбеди нови 8 пратеници за уставни промени во Република Македонија. Знаете што е најголемиот апсурд, почитувани гледачи? Дека Никола Груевски полека но сигурно станува товар на Виктор Орбан. Дека е прескапо чувањето на Никола Груевски во политички азил во Република Унгарија. Дека Виктор Орбан сега сака да се раатоса од Никола Груевски, бидејќи на Виктор Орбан му ги читат сите оние работи кои му ги сметат како политички фаули, политички гафови и одредени несмасности. Една од тие 5 или 6 точки е Никола Груевски, знаете. Вие не може да се земе членка на Европска унија и премиерот на поранешна или поранешниот премиер на земја која треба да стане членка на Европската унија, да го чувате во политички азил. Која е пораката? Дека Македонија која треба да стане членка на Европската унија нема правосуден систем, дека нема судство на нивото на Европска унија. Тоа е ставање на вето. Чување на премиер на држава која сака да стане членка на Европската унија во политички азил, во друга држава која е членка на Европската унија, е сериозен скандал. И ако Виктор Орбан во наредните неколку години не го реши тоа прашање, го испорача Никола Груевски, каде ќе оди Никола Груевски? Во Турција е скапо, во Русија е ладно и скапо, никој не го сака, станал детен од Катран, почнува да прави одредени бизниси. За сите овие бизниси, унгарско масло и така натаму стои Никола Груевски, знаете, да немате никаква дилема, тама нема ни Орбан, ни Свети Орбан и така натаму и така натаму. Тоа е Никола Груевски, тоа е некој вртање, перење на пари кој се прави тука во Република Македонија, и затоа неколку пати предупреда Никола Груевски. Иако неколку пати предупреда Никола Груевски, тој понатаму продолжува да се однесува како Никола Груевски од 2010-2011 година, кога отишол во Белата куќа и на Џо Бајден му рекол дека тој нема да прифати промена на името Република Македонија. Знаете, вие треба да верувате во тие приказни кои ова застава филм групација и ова дувло на ВМРО-ДПМН ви ги сервират и вие ги голтате како сомови сите тие приказни. Ниту е некој херој, ниту е некој Робин Худ, ниту е некој Марко Крале, тој е човек кој се испазари, обезбеди 6 или 8 пратеници да си го спаси задничето, да избега на топол оброк 3 пати на ден гулаш, наместо топол оброк во македонските затвори, на гулаш 3 пати на ден во Будимпешта кај Виктор Орбан. И сега е проблем кај Виктор Орбан. Бидејќи Виктор Орбан, знаете, ја промаши својата роља. И ако Виктор Орбан сакаше да биде Јосип Брос Тите, кој ќе биде мостот помеѓу истокот и западот, односно помеѓу Европската унија и Руската федерација во услови на војна во Украина, изгазен е во тој проект од страна на Реџеп Тајип Ердоган. Зошто? Бидејќи Реџеп Тајип Ердоган е византиец. Што станува со таа византиска школа? Што станува со таа византиска идеја, византиски памет кој постои повеќе од 15-20 века во Цариград, во Истанбул, во Константинопол? Тие луѓе не изумреа. Тие само со доаѓање на турците 1454 година премина на ислам, остана истите луѓе. Затоа вела таа византиска умешност да бидат решавања одредени проблеми. Таа византиска умешност сега гледате кај Реџеп Тајип Ердоган. Тој се промовира како Јосип Брос Тито, тоа го објаснав пред 2 емисии. Тој се промовира сега како Јосип Брос Тито на современиот свет или на модерното време. Успе да ги извади заробениците и од украинските и од руските затвори.
Тој е главен преговарач помеѓу Соединетите американски држави, Европската унија и Руската федерација. Зошто? Бидејќи има византиска филозофија, византиска идеологија. Така функционирала Османлиската империја во врвот на својата мок 1 или 2 века, која била суперсила во светот, знаете. Кога доаѓала тука, не силувала, не менувала имења, дозволувала да задржиме одредена верска или било каква друга самостојност, правеле одредени вазали кои плаќале пари на турскиот султан и тоа е таа византиска умешност. Таа византиска умешност ние гледаме и кај царот Самуил, гледаме кај бугарското кнежество, кај бугарското царство, кај бугарското кралство и така натаму и така натаму. И тоа е Отоманската империја, а сега го продолжува Реджеп Тајип Ердоган. Тоа е современиот Јосип Брос Тито. И Виктор Орбан, кој сакаше да има таа роља, затоа ги има тие добри односи со Руската федерација, сметајќи дека со помош на тој руски ефтин газ и руска нафта ќе може да го засели своето влијание и во Словенија, и во Хрватска, и во Србија, и во Македонија и ширум Балканскиот полуостров, односно да биде кракот на Австро-Унгарија кој секогаш бил задложен за Балканскиот полуостров. Во реализација на таа стратегија Виктор Орбан е поразен од Реджеп Тајип Ердоган. И сега за Виктор Орбан стана тесен маневарскиот простор. Никола Груевски е дел на јамката која се врза околу вратот на Виктор Орбан. Виктор Орбан ќе направи се да може да го испорача Никола Груевски на нова дестинација. Тоа беше дел на тие тајни преговори кои се водат текот на месец август. Дали ќе дојде до возобновување на тие преговори ќе видиме, но во еден временски период Никола Груевски веројатно климнал со главата дека се согласува на целата таа стратегија. Елете, почитувани гледачи, кога ќе се вратите наназад, во изминатите 6, 12, 15, 18 месеци, небитно, ќе се поставите една или две или неколку прашања. Првото прашање е зошто Руската федерација не ја нападна Украина пред една година, кога Ангела Меркел беше начело на Сојузна република Германија, туку ја направи целата таа операција или спроведе целата операција по заменување на Ангела Меркел во политичка пенсија. Бидејќи најголемата руска инвестиција во Сојузна република Германија не е Герхард Шредер, поранешниот лидер на СДП и германски канцелар, кој е сега член на надзорниот одбор на Газпром и затоа добива огромни количества евра или долари, туку е Ангела Меркел. Бидејќи Ангела Меркел од Источна Германија, каде што на служба бил и Владимир Путин, всушност ја прави Германија зависна од руската нафта и рускиот газ. Најмокната европска држава, поради кратковидата политика или стратегија на Ангела Меркел, сега е зависна од руска нафта и од руски газ. Како ќе биде суперсила во Европа, ако не може да се спротистави на тоа уценување со руска нафта или со руски газ? И доаѓа начело на Германија Олаф Шолц. Прво што прави, јавува или носи одлука или ја менува стратегијата и германците всушност во наредните неколку години ќе се јават на пазарот за купување на оружје со некаде 80 до 100 милиарди евра годишно. И Германија, освен економска сила, сега повторно сака да биде војничка суперсила во Европа. Можете ли да предпоставите каде ќе се најде замената за руска нафта и за руски газ и каде во најголем дел ќе се купува ново оружје во вредност од 80 до 100 милиарди долари? Па нормално од Соединетите американски држави. И во наредните 2 години германците ќе инвестират повеќе 100 милиарди долари, дали во нафта, дали во газ, дали во оружје од Соединетите американски држави. Со таков буст на евра и на долари, Џо Бајден ќе ги дочека изборите 2024 година. Знаете, за американците две работи се битни. Колку е цената на нафтата или на газот на нивните бензински пумпи и дали има повеќе или помалку работни места во Соединетите американски држави. Со вакви пари од Германија, со вакви пари од Европската унија, со вакви пари од сите држави кои веќе се плашат од руската агресија или руската инвазија, со вакви пари кои треба да бидат вложени во НАТО, бидејќи НАТО веќе добива мотив или добива причина за постоење после руската интервенција во Украина, Џо Бајден со купишта на долари пари ќе ги дочека изборите 2024 година, ќе биде бустиран со стотици милиарди евра, зошто бидејќи Путин и Руската федерација направија глупа војна во Украина. Олаф Шолц ги секна парите на Виктор Орбан. Олаф Шолц одлучи Александар Вучич да ги враќа парите. Затоа се јавува криза и во Унгарија, затоа се јавува криза и во соседна Србија. Србија мора да се задолжува кај арапските држави, а форинтата е на најниско ниво последните 10-15 години, висок процент на инфлација во Република Унгарија. И тоа има една разврска која може да се случи во Република Македонија. Политичките кулари тука говорат дека одеден профранцуски политичар или политичар кој е близок на Елисејската палата, од чинилот на ВМРО-ДПМН, го има поминато филтерот кај Емануел Макрон и има некоја позитивно климање со главата на Олаф Шолц, тој да биде идниот лидер на ВМРО-ДПМН. Американците не се многу стрекни со целата таа работа, меѓутоа бидејќи германците се најголеми извршители
на работите на Балканскиот полуостров, ако е направен некаков джентлменски договор помеѓу Олаф Шолц и Емануел Макрон, тогаш тешко можат американците да го вратат целиот тој процес назад. Веројатно, по таа американска логика ќе дозволат да одат работите така како што се договорени и во одреден временски период, ако излезат надвор од некоја рамка која е планирана или е проектирана, тогаш да седнат и да интервенират. Знаете, слично се случи и за време на војната во Босна и Херцеговина. Во оној временски период, кога Европската унија призна независност на Словенија на Хрватска, Америка призна независноста на Босна и Херцеговина, почна војната во Босна и Херцеговина. Тоа беше американскиот тројански кон да покаже колку е неспособна Европа. Нешто слично се случува и сега. И разврските многу скоро ќе ги видиме на политичката сцена во Република Македонија. Намерно го кажам името на тој човек. Не сакам ни да вршам некое влијание врз вас, ниту пак нешто ме интересират посебно политичките разврски во политичките партии. Битно ми е траекторијата на Република Македонија, која е земја членка на НАТО, да биде правилно проектирана, насочена во најкраток можен рок да стане земја која ќе биде членка на Европската унија. Гледате што се случува во Дуи. Тоа е последен обид на криминално милје. Не велам овие политичари кои барат оставка од Артан Груби, бидејќи тука де факто не се бара оставка од Артан Груби. Тука де факто се бара политичко пензионирање на Али Ахмети. Бидејќи после почеток на преговорите со Европската унија, знаете, вие на располагање имате 2 или 3 модели. Словенечкиот модел со апсење на Енес Јанша, хрватскиот модел со апсење на Иво Санадер и на целата таа екипа на Иво Санадер, или бугарскиот модел на Бојко Борисов, кој има и Степанов во негов мандат, повеќе од 140-150 тајкуни по софиските улици. Кога една земја ќе ги почне преговорите со Европската унија, а Македонија тоа ќе го направи по промената на уставот и внесувањето на бугарите во уставот на Република Македонија, тогаш расчистувањето со криминалот, со текуните, со олигархијата, затоа се тие брзања да направат пактови, аранжмани со Вилма Русковска, бидејќи некој идна Вилма Русковска нема да ги прави тие пактови, бидејќи тие пактови нема да ги дозволи Европската унија, бидејќи такви пактови не се прават во земја која ги почнала преговорите или е членка на Европската унија. И сега ќе видите каква ќе биде нервозата и брзањето кај големата олигархија во Република Македонија, бидејќи се најават некои нови судски процеси, Империја 2, годење на криминалот и така натаму. Белата палата е под залог. Гледате, половина СДСМ од структурите на Зоран Заев се или во притвор или во затвор, или се во некакво домашно притварање, меѓутоа веќе не се на политичката сцена, расчистена е целата таа структура, Катица нема, Боки 13 така натаму. И тоа е на политичка и бизнис разврска која чека секоја држава која ќе треба да стане членка на Европската унија. Тоа чека Македонија во овој временски период. Затоа е нервозата кај Бранко Црненковски, затоа нервозата е кај големите банкари во Република Македонија. Затоа се расчистува со Трифон Костовски, тоа го најави уште во интервјуто со Трифон Костовски, одредени проруски, провенецуелски пари преку неговата банка влегува на македонскиот пазар, можеби требаше да бидат испрани тука на македонскиот пазар. Не поминува таква операција без климнување со глава на калето. Снимени се, документирани се и сега се лезе во брза политичка екзекуција или бизнис разврска на македонската политичка сцена. Мислите дека тоа ќе се однесува само на власта? Или дека тоа ќе се однесува само на опозицијата? Не, тоа ќе се однесува на албанците. Можеби првенствено на албанците, бидејќи Али Ахмети со своето политичко делување беше чадор кој ги штитеше сите овие полукриминални, полуполитичко-криминални структури кои секогаш гравитирало околу партијата Дуи. Со тек на време и него му беше пратена порака и се дистанцираше од сите тие политички структури. Тие политички структури работеа против него и на ланските локални избори и посебно работеа сега на изборите во општина Тетово или на советничките избори во општина Тетово. Али Ахмети тоа го знае. Бидејќи зад барањето оставка на Артан Груби, кој е клучниот човек на Али Ахмети во оваа владина коалиција и кој Али Ахмети го гледа како свој евентуален наследник на лидерската позиција, де факто се крие обид за смена на Али Ахмети. Али Ахмети пред 2 години најави реформа или трансформација на партијата Дуи во Зелена партија во Република Македонија. Токму поради тие полукриминални, полуполитички структури не успеа да ја спроведи целата таа реформа, немаше доволно сила да ја спроведи целата таа реформа и сега е крајно, знаете, сега е финалето, се влегуваме процес на финале. Барајќи ја главата на Али Ахмети, одредени политички структури всушност одират во најсилниот столб на владината коалиција во Република Македонија. Ако се сруши тој столб, тогаш не само што нема да има двотретинско мнозинство за промена на уставот, туку нема да има ни владено мнозинство која влада ја држи на власт во Република Македонија. Ова влада која ја внесе државата во НАТО, која го реши црковниот спор и ги отпочна преговорите со Европската унија. Тоа е суштината на барањето за смена, промена во врвот на Дуи. Гледачи, за да може да ги разберете работите. Скопје е периферија за албанците во Република Македонија.
главен центар е Тетово или Гостивар, евентуално Кичом или тоа Скопје бил секојаш периферија. И кога вие имате лидер на ДУИ од Скопје, тоа, знаете, веќе ги пореметува односите кои се воспоставени кај албанците во Република Македонија. Бидејќи албанците постојано инвестираа во таа Западна Македонија. Илирида, Скопје никош не бил дел на тие проекти. Дури 2001 година се обидува по секоја цена да направат конфликт во Чаир или во делови на скопските општини, кај што има доминантно или мнозинско албанско население, не успева тоа, успеа само во Рачиново. И сега кога се случуваат вакви процеси, кај што се сака смена во врвот на ДУИ, кај што на тапете Артан Груби, знаете што прави Артан Груби кога излега ова писмо, кај што се бара неговата оставка, заедно со Миле Зечевич оди на свадбата на министерот за транспорт и врски Благојче Почварски. Видите, тоа е инвестиција на Европската унија, тоа е инвестиција на американците, тоа е првенствено инвестиција на Холандија, но бога ми е инвестиција на СДСМ во Артан Груби, бидејќи СДСМ смета дека со помош на Артан Груби како човек на Али Ахмети, најлесно ќе се направи евентуално предизборна коалиција, каде што Зелената партија ДУИ, реформирана проевропска партија, и СДСМ, кој е реформиран после заминување на Зоран Заев, веќе како ви реков минатата емисија или предминатата емисија. Во еден временски период, трите најсилни партии во Република Македонија ќе влезат во одредени процеси. Неминовно е да влезат, бидејќи времето тоа го бара, знаете. Кај некои луѓе ќе се повлечат поради годините, некои луѓе ќе се повлечат бидејќи политички се истрошени, некои луѓе ќе се повлечат бидејќи тоа го барала меѓународна заедница. Трите клучни партии ќе треба да расчистат со груевизмот, со заевизмот и бранко-црвенковизмот и со Али Ахметивизмот. И трите партии така изчистени и идеолошки, во наводници обезличени, сите да личат едни на други како великденски јајца, тогаш лесно ако има потреба ќе е направена одредена широка коалиција. Например, широка коалиција кај што ќе биде Артан Груби, кај што ќе биде Бојан Маричич или Димитар Ковачевски и каде што ќе биде можеби Тимчо Муцунски, Никола Поповски, небитно во врвот на ВМРО-ДПМН. Зошто? Бидејќи калето американците сватија дека ние како држава, посебно политичките партии такви какви што се сега. Знаете што ќе се случи ако Ристо Пенов стане министар во владата на Димитар Ковачевски? Па ќе биде Марадона, па ќе биде Роналдо и Меси заедно во таа влада. Тоа покажа колку се урнисани сите политички стандарди изминатите 10-15 години, посебно во мандатот на Никола Груевски. Тоа се процесите кои американците ги гледат. Во ниту една политичка партија нема доволно капацитет да има апсолутната власт во Република Македонија. Ко тоа го видоа, дозволија ВМРО-ДПМН да победи на локалните избори. Бидејќи смета дека од тие 40 на градоначалници барем 4 или 5 ќе покажат лидерски капацитет да го заменат Христијан Мицкоски, никога нема таков лидерски капацитет. И бидејќи нема таков лидерски капацитет, ќе се влези во драматични процеси. Процеси на дегруевизација, процеси на децрвенговизација или на дезаевизација и процеси на деалехметизација во структурата на трите најмокни партии во Република Македонија. Тоа нема се случи денес, тоа нема се случи утре, тоа е процес кој ќе трае неколку години, меѓутоа тоа ќе биде неминовна политичка разврска во Република Македонија. Имате Зоран Заев. Гледате, Зоран Заев веќе не крие таа своја желба, можеби политичка потреба да се врати 2024 година, да биде кандидат на СДСМ на изборите председателски 2024 година. И при тоа, знаете, води одредена кампања дека тој формирал одредена невладена организација, која финансира одредени проекти, им помага на луѓето, како го нарекуваат на социјалните мрежи овие ботови или овие профили на Твитер, посебно на Твитер, не толку на Фейсбук, го нарекуваат господинот. Се јави господинот, се појави господинот. Господинот се појави веќе сосема поинакво. Сите се посигурни кога се појави господинот. Знаете, Зоран Заев направи добри и направи лоши работи за Република Македонија. Меѓутоа, храброста не може никој да ме негира. И наместо да се влези во филмот на таква погрешна стратегија, вие од Зоран Заев да правите Сорос на македонската политичка сцена, бидејќи Сорос така функционира, има пари, има влијание, позадински ги влече, ги реди коцките и ги прави работите. Има невладени организации и во услови кога Сорос ќе се повлече од Република Македонија да биде направена некоја невладена организација преку која Зоран Заев ќе ја гради својата мрежа, политичка, медиумска и било каква друга во Република Македонија и финалето треба да биде на председателските избори 2024 година. Зоран Заев е македонска верзија на Лех Валенса. Лех Валенса не беше ниту образован човек, не беше ниту некој ерудита, човек кој плени со својата ораторство, политички вештини и така натаму и така натаму, меѓутоа имаше една драматична политичка храброст. Со помош на ЦИА и со помош на црквата ја направи солидарност и го сруши комунистичкиот режим во Полска, преку Полска беше срушен комунистичкиот режим во Варшавскиот пакт или од таа страна на железната завеса. Исто така и Зоран Заев.
Зоран Заев има милион политички несмасности, но со помош на американците, со помош на шарната револуција, го сруши режимот на Никола Груевски. Наместо вие да градите стратегија за Зоран Заев како некаков богат македонски Лех Валенса, вие му градите погрешна стратегија на Зоран Заев како некој македонски Сорос. Тука ја промашувате работата. И се дека така ја промашувате работата, ке ве растура застава филм Групација. Ке ви пушта спилнови по Фокус, по А1, он и така натаму. И наместо вие да се ирите на конфликтот во ВМРО-ДПМН, тие ќе се ират на конфликтите во СДСМ околу идниот директор на Агенцијата за национална безбедност. Со пратена порака дека луѓе на Сашо Мијалков ќе бидат прв човек на Агенцијата за национална безбедност по заменување на Виктор Демовски. Гледате како во 10 дена вие сварте играта, бидејќи се тотално несмасни, необучени, немате доволно капацитет да ги видите, да ги пресретнете тие процеси. Ако пред 10 дена сите говоре за конфликт Даниел Арцовска, Христо Ницковски, денес сите медиуми говорат за конфликт во врвот на СДСМ, кој ќе биде иден директор на Агенцијата за национална безбедност. Ќе ги анализираме состојбите во АНБ, бидејќи тие веројатно ќе ескалират во наредните 10 на 15 дена. Тамо своји интереси ќе имат разни структури од СДСМ, министерот за внатрешни работи, генералниот секретар, можеби поранешниот лидер, можеби сегашниот лидер, не е битно. Влезе СДСМ доста несмасно во целата таа операција и веројатно ќе плати одредена политичка цена. Но и тоа две работи ми се многу битни. Првата работа која треба да знаете за да може да направите одредена политичка проценка, а тоа е дека Димитар Ковачевски Таче доаѓа на чело на СДСМ, доаѓа на чело на партијата не по губење на парламентарни избори или добивање на парламентарни избори, туку доаѓа на половина мандат по добиени парламентарни избори, што ќе рече дека тој не можел да постави своји луѓе на високи позиции ниту во партијата, ниту во владата, наследува една структура која е инсталирана од Зоран Заев и како вела Зоран Заев, ако трни сега од Струмица за Скопје на половина пат тама некаде кај Штипке ја смени македонската влада, тоа е хендикепот на Димитар Ковачевски, но ужива огромна поддршка кај американците и ужива огромна поддршка кај Европската унија, односно кај германците, што ќе рече дека и да паѓа Димитар Ковачевски, за некој столб со синџир ќе го врзат и со одредени инвестиција, капитал, ќе направат се да победи на следните парламентарни избори. Втората личност е Бојан Маричич, делочинелот на Сорос, човек кој ги водеше преговорите со Бугарија. Сега ќе биде министер на преговорите со Европската унија, односно премиер на преговорите со Европската унија. Ниту Радмила Шекеринска немала таква политичка моќ 2005 година како што има сега Бојан Маричич. Тој ќе биде премиерот за преговори со Брисел. Димитар Ковачевски Таче ќе биде премиерот за владење во Република Македонија. Затоа ќе има сега драматични напади како врз Димитар Ковачевски Таче, така врз Бојан Маричич. На Димитар Ковачевски Таче или на македонскиот премиер му беше извадена аферата дека е трајно неспособен да служи војска и дека поради тоа што е трајно неспособен да служи војска не смее повеќе да биде македонски премиер, извадено од војното разузнавање. Тамо каде што е Славјанка Петровска. Тоа ви се случува кога некапацитетни луѓе за безбедносни прашања ставате на чело на безбедносни ресори. Тогаш застава филм Групација ве работи како село без кучиња. И второ ќе бидат аферите кои ќе вадат за Бојан Маричич, министерката за култура, небитно. Ќе се вадат секакви можни афери, зошто да се денунцират, да се внесат во конфликт, да се урниса нивниот углед, за да може проруски структури да дојдат на власт во Република Македонија и русите да направат жариште во последното невралгично парче на Балканскиот полуостров, тоа е Република Македонија. Тоа сега ќе го гледате. И се ова што ќе читате по социјалните мрежи, и се ова што ќе ви го сервират проруските медиуми во Република Македонија, патам речено, некои од овие рублја патриоти се пријави на мобилизацијата на Владимир Путин, бидејќи толку беа храбри, толку беа мотивирани да ја бранат Русија во Украина, очекува барем едно 5000, 10.000 луѓе, вклучително или начело со Димитар Апасиев, да се пријават на таа мобилизација со пушка во рака, да ги бранат правата на русите во Донбас, во Луганск и во Донецк. Не видов таква нека операција. Но такви филмови ќе гледате сега на македонската политичка сцена. Ке во отруат со тие филмови. А сите кои размислуват различно, ќе им ги рушат Facebook профилите, YouTube каналите, така натаму и така натаму. Но дечки, ние сме навикнати на тоа. Ние сме навикнати на ќотек. Ние ова ќе го издржиме, но кога ние ќе почнеме да делуваме, тогаш нема да биде баш пријатно за вас. Ова беше емисијата во Центар, нашата вечерашна политичка анализа. Од 50 тези кажавме 23. 27 тези остана или за следниот четврток, или за следната недела. Останете со нас, гледате ни во четврток во 22 часот, ќе имаме или анализа или интервју, што и да биде. Сигурно нема да зажалите. Од четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.